Здраво, дечки, еве сме назад со нова наставничка. Добар ден. Добар ден. Добар ден и на вас и на сите ученици пред малите екрани. Јас сум Магдалена Петраска, оделински наставник во Општинското основно училиште Лазар Ангеловски од општина Аеродром. Се надевам дека денес ќе стекнеме многу нови знаења кои понатаму практично ќе можеме сите ние да ги применуваме. Но пред да почнеме да изучуваме нови наставни содржини, јас многу сакам да повторам што веќе сме изучили. Ајде, може. Можеме? Дали сакате да играте игри, Марија? Сакам, обожаваме игри. Обожавате игри? Да. Дали знаете да играте играта асоциација? Да. Лука, ќе ни ги кажеш правилата, дали може? Па да, отвараме поле. Така? Мислам, едно од трите дадени полиња. Може да ти помогнам? Да. Отвараме едно поле кое што има бројче. Така. И во тоа бројче пишува еден збор кој што би требало да не асоцира. Ајде ќе го држиме. Да. Би требало да не асоцира на некој друг збор кој што е сличен на тој. Односно, тој збор се крие во Полињата, полето некој од со полињата. буквите. А, Б, Да. така. Имаме полето А, имаме еден одговор, под полето Б се крие втор, под В трет и на крај ни го открива конечниот Збор. Така. Кој ќе почне прв, ајде? Ајде од девојките маци кога Ајде. спредност. Ајде. Ајде, Марија, повели. Кое поле да го откриеме? Полето Б3. Б3, ајде, отвараме, слободно ќе го повлечеме. Што пишува? Имаме триаголник. Што Дали би Марија можело може да би биде? Триаголник. нешто те асоцира, а да е поврзано со она што веќе сме го изучувале за сообраќај? Не, За триаголник. сообраќај сме нешто. Некој сообраќаен знак. Тука сме близко. А да отворим уште некој збор па Ајде да видиме. сега да не го Ајде да му дадеме на Лука можност. Ајде Лука, кое Ајде. поле го сакаш ти? Јас бирам болето, Полето, кое да го отвориме? полето број Б1. Ајде Б1 идеме. Стоп. Стоп триаголник. Аха. Што би можело да биде одговор на полето Б? Стоп триаголник. Стоп овде има триаголник, застанете. Што се стопот и триаголникот? Сообраќајни знаци дали се? Одлично, Марија, одлично. Сообраќајни знаци ни се крие како одговор под полето Б. Да го извадам и Б2. Ајде Б2 да Ајде, видиме да што видиме ни што се криеше криело. Б2. Круг. Еве јас ќе ти помогнам, круг. Зошто се круг и триаголник? Дали знае Лука? Да, бидејќи знаците сообраќајни Така. се во форма на круг Круг и на и на триаголник. триаголник. И И еден од- и на квадрат. И така, меѓутоа еден од најважните знаци во сообраќајот е знакот стоп. Стоп. Знакот Одлично. стоп. Ајде Лука Така. одиме да отвори ново поле. Ајде, јас ќе отворам сега Ајде, едно. може? В1. Ајде в Тоа еден е пешачки пешачки премин. премин. Што би можело да не асоцира? Сообраќај, мене ме асоцира. Не. Марија? Не, јас ќе го отворам Б2. Ајде. Дете. Дете и пешачки премин. На што би не асоцирало дете и пешачки премин? Ајде да размислиме сите. Што е детето, што е пешак. пешачки? Пешак. Пешак. Одлично, Лука, еве јас ќе ви помогнам, ќе ги отвориме. Имавме тротоар и имавме Пешак. Пешак. Зошто имавме тротоар и пешачки премин, кажете ми? Затоа што Каде се движат пешаците? пешаците се движат на тротоар и на Така. пешачки премини, Премини исто преминуваат децата. улицата. Така, ја преминуваат улицата, а децата се пешаци во сообраќајот Да. кога не сте во возилата. Ајде, Марија, отвараме следно поле. Велосипед. Велосипед. Што би Па. можело да се крие? Велосипед е превозно средство. Одлично, Марија, точен одговор. Браво, со само едно отварање на дадените полиња. Да видиме што имавме Еве по имавме другите. автомобил. И Така. брод, веројатно, или авион. Ајде да видиме што беше ова, што сум ставила како Или- предизвик, можеби. автобус. Автобус. И на крај превозно средство. И сега дали знаеме што може, драги ученици, да се крие како конечен одговор? Имаме превозно средство, имаме сообраќајни знаци и имаме пешак. Ајде да размислиме убаво што може да е конечниот одговор. Лука и Марија, размислувајте и Ајде, вие. ние размислуваме. Што може сето ова делови се од што? Превозни средства, сообраќајни Сообраќајни знаци знаци и и пешак. пешак. Што може да е Што би конечниот можело? одговор? Јас да пробам Може? Ајде. сообраќај. Точно, Лука, Да. конечниот одговор е сообраќај. Одлично. Ви благодарам. Одлично. Одлични бевте. Се надевам дека и вие, драги ученици, пред малите екрани се забавувавте додека ја изигравме оваа игра. И денес одиме понатаму на изучување на нови поими, покрај тоа што имаме во сообраќајот превозни средства, сообраќајни знаци, пешак, имаме и крстосница. Марија, те молам, ќе ми ја отвориш презентацијата. Презентацијата, Да, регулирање на сообраќај.
Значи, денеска ќе се запознаеме со тоа што е крстосница, како се регулира сообраќајот на крстосницата и да видиме, почнуваме. Крстосница е место каде што се вкрстуваат две улици. Повеќе улици или патишта. Еве гледаме, две улици се вкрстуваат една со друга. На местата каде што имаме нели повеќе патишта кога се вкрстуваат, има кружен тек. Има кружно движење. Да. Дали сте виделе вие негдека во градот Скопје да има кружен тек? Па Да. има на повеќе Има места. на повеќе Петров. места, На во повеќе Јурче места. Петров, така има, каде Има што во се Карпош. Да, каде што се вклучуваат повеќе патишта една со друга. Крстосниците можат да бидат обележани и необележани. Аха. Ајде сега да разгледаме што е битно за една обележена крстосница. Марија, што можеме да забележиме? Што има еве обележената крстосница? Има пешачки? Па има пешачки премин. Ајде да се вратиме назад. Овде. Само го задржи го малку. Ето. Ето, одлично. Имаме Ево, пешачки. премин, имаме семафори, имаме сообраќајни знаци. Така, и каде стоят пешаците и додека чекаат пешачки? Остров. Остров, да. Така. Сега, што е битно кога имаме обележена крстосница? Кај обележаната крстосница секогаш треба да внимаваме на семафорите и на сообраќајните знаци. Така. Можеме ли кога сакаме да ја поминеме Па крстосница? не може, Не бидејќи можеме, така не. ќе настане хаос или може би не сакајќи некој ќе се така, треба да повреди, се ќе настрада. почитуваат сообраќајните знаци, Секогаш, правила така. и прописи. На обележаната крстосница сообраќајот ни го регулира сообраќајниот семафор. Семафор. Така. Семафорите ги има два вида. Имаме семафор за возила И за пешаци. И за пешаци. семафор за пешаци. Ајде се задржиме на почеток на семафорот за возачи. Кои светла ги има семафорот за возачи? Црвено, жолто и зелено. Што значи жолтото, Лука? Подготви се. Да се подготвиме. Дали треба да тргнеме како што обично знаеме ние да тргнеме или додека трепкао на Така. жолтото се уште праѓаме? Дали треба така како возачи? не треба. Марија, црвеното што ни Црвено означува? значи да застанеме. Така, а зеленото? Да. Слободно можеме да можеме се да се движиме. Тргнеме. Така. Имаме и семафор за пешаци. Пошто е карактеристичен? Дали се разликуваат еден од друг Да, семафор? потоа што има човече на него. Така, Има каква пешаци. боја имаме? Имаме Има црвено црвена и и зелено. зелено. На црвеното можам да поминам кога ми свети? Не. Не, треба да Не, стојам треба да мирно да стоиме. чекам кога ќе се уклучи зелената да Да си слободно поминеме. да ја поминеме Така. улицата. Сега семафорите за пешаци имаат уште едно нешто, тоа се вика звучна сигнализација, Токму која што така. им помага, нели учевме за луѓето кои што имаат оштетен вид, кои што не можат да видат дали е уклучено зеленото или црвеното светло, кога ќе се уклучи звучната сигнализација, таа им покажува дека треба да ја поминат улицата. Одиме Така. понатака. Сега, сообраќајот на крстосница, покрај што го регулира семафорот, понекогаш го регулира и сообраќајниот полицаец. Да, обично Дали кога знаеме не кога работат е тоа? семафорите. А кога не работат? Друга Или кога проаѓа некоја делегација, делегација, кога има голема гужва, Така. кога има протести, така се создава голем проток на возила и потребно е полицаецот да застане на крстосницата. Да. Така. Треба- Ајде да видиме со што го регулира, дали знаеме. Па со Што има? свирче. Раце. А имаме свирче, Свирче и со помош на раце. своите Дава раче. насоки. Така. Да. Кога чичко полицаец ќе ја крене раката, так, сите возила во правецот на кој Стоп. што е зададен да застануваат. Така. Кога ќе свирне, ја менува својата наредба и им дава можност на возилата да поминат. Тогаш поминуваат возилата кои што се движат вака пред него, Да. доколку се заврти вака на крстосницата, поминуваат поминуваат другите. од другата Страна. насока. Така. Дали треба да претрчуваме пред чичко Никако. полицаецот? Никако. Никако. Така Не, треба не да треба. внимаваме, да бидеме трпеливи, нели понекогаш не ни се чека, па свират возилата, нестрпливи се пешаците, меѓутоа треба секогаш да бидеме многу внимателни. Ја видовме обележаната. Кај низи можеме добро да се снајдеме доколку ги почитуваме сообраќајните знаци и правила. Меѓутоа понекогаш има и необележана крстосница. Што можеме да забележиме на оваа крстосница? Дали имаме пешачки А премини? нема ниту пешачки Нема. премин, Ништо, нема ниту ниту семафори, семафор, ниту ниту тротоари. сообраќајни знаци, има ништо. само тротоари каде што може да се движат пешаците. Да. Драги ученици, кога ќе дојдеме до ваква некоја крстосница, значи мора многу да внимаваме, бидејќи животот ни е во опасност на Така е, ваквите. така. Што треба да направиме пред воопшто да се размислиме да пуштиме чекор надвор? Треба да од тротоар? погледнеме лево па десно. Убаво, дури и два пати Да. лево
па десно, за да бидеме сигурни дека не доаѓа ниту едно возило и да ни ја пресече нашата патека на движење. И сега кажете ми, дали малите дечиња може да ги преминуваат необележаните или било кои крстосници сами? Зборуваме за мали. Секогаш треба да ги држат своите родители за рака. И сакам да напоменам, ако им поминуваме по пешачки премин, замислете имаме пешачки премин, дали треба да бидам блиску до возилата? Или треба да бидам подалеку? Зашто, Марија, треба да бидам подалеку? Па бидејќи секогаш може да се случи некоја несакана ситуација, односно возилото да излета или пак да се движи премногу близу до... Да се придвижи возилото. Или да се изне нешто Така, да се значи случи, немојте, драги ученици, кога поминувате по пешачки премин, никогаш не се приближувајте до возилата, одете со средина или кон крајот на пешачкиот премин, да го заштитите своето здравје и безбедност од возилата кои што се паркирани. Па дури родителите кога ги носат своите мали деца, треба да ги носат од другата страна, за да не бидат близу до Така е, затоа што никогаш не сме сигурни што може да се случи. Така е. Сакајки или не сакајки, понекогаш може возачот да погреши. Сега, сме виделе дека многу крстосници, кога се необележани, луѓето за да ги заштитат своите граѓани, прават надземни и подземни премини. Еве овдека имаме еден подземен премин на првата слика, се симнуваме доле по скалите, поминуваме под и се качуваме горе повторно од другата страна за да поминеме. Тоа обично го има во големите градови. градови. Во големите градови, каде што има многу сообраќај, каде што нема застанување за да нема задржување на сообраќајот. Така е олеснет. Така е олеснет, големи булевари, нема како. ленти. Така е. Исто така има и надземни премини. Дали сте виделе ваков надземен премин? Горе над улицата. Во Влај има еден. Има во Влај, има во Чајрина, во Чајр има на Да. Бит пазар. Сега би требало на вистина лука многу да се користи, Да. бидејќи овдека немаме ниту пешачки премин, ниту сообраќајни семафори и може да се случи на вистина несакана ситуација. Да, но за жал кај нас луѓето многу малку ги користат овие. Секогаш гледаат да претрчаат, премини, нели па да. преку тревникот од едната до другата улица, а семафорот е многу блиску до нив. Мислам дека треба да се напомене дека не треба само да се гледа што е пократко и полесно, него треба да се гледа што е побезбедно и то нешто што е направено за поминување. Така, одлично. Што е по прописи и правила. Браво, па вие одлични сте. Навистина многу знаете. Се надевам, драги ученици, дека и вас ви се допадна ова што го научивме. Значи, научивме како треба да се движиме по обележана и необележана крстосница, ако имаме подземен и надземен премин. А сега Лука и Марија ќе ги замолам да се завртиме овде. Имам ја ставено, можете да земете по некое фломастерче, црно или не е битно каква боја, да ми помогнете нешто да запишеме овде. Сакам убаво и сите вие, драги ученици, да погледнеме каква крстосница имаме овдека. Марија? Каква крстосница имаме? Обележана или не обележана? Обележана. Овде е обележана. По што забележа Марија? Што има обележаната? Да повторим уште еднаш. Имавме семафори, имаме сообраќајни знаци, имаме пешачки премин, имаме пешачки остров. Така, ајде да видиме, Марија, под број 3. Сакам да ми кажеш што гледаме ние под број 3. Кој е овој елемент од Тоа е пешачки остров. Пешачки остров. Те молам да запишеш под број 3. Ева. Супер. Одлично, Марија. Ајде, Лука, за тебе. Ајде, што гледаме под бројот 1, кажи. Под бројот 1 гледаме семафор. Така, повели запиши. Ајде. За нашите другарчиња да можете дома тие да се запишат. Ајде, додека си тука, може да те искористим уште еднаш? Може, дај ми тоа црното, не се гледа. Да, не се гледаат овие, да. И одврав Не е проблем, темен е хамерот. Семафор и... Да, и под број 6 да видиме, ајде, размисли добро, разгледај на сликата, што имаме под број 6. Сега, под број 6 имаме автобус. Ајде. Автобусот ни представува превозно средство. Одлично. Ајде, Марија, под број 2 што имаме? Каде е број 2? Пешачки премин. Пешачки премин, одлично. И додека си тука, Марија, разгледа број 4 што е? Број 4 е пешачки... Е пешак. Е пешак, така. Ајде не го мачиме, Лука, под број 5 вака усно, само да ни кажеш што гледаме под број 5. Сообраќајен знак. Одлично, сообраќајен знак. Драги ученици,
Се надевам дека стекнавме нови знаења кои подоцна правилно ќе ги примениме додека ја преминуваме крстосницата, додека сме учесници во сообраќајот со своите моторни возила, подоцна кога ќе пораснеме или како пешаци. Вам ви благодарам. Одлични бевте. Благодариме и вам многу на часот. Навистина научивме и повторивме некои многу битни работи за сите нас. Ви благодарам уште еднаш. Чест ми беше што бев наставничка на вакви убави добри ученици. И веќе очекуваме во некоја... Се гледаме за некоја минута повторно. Да. Дали ние, Марија, одиме со голем одмор? Да, одиме со голем одмор и се враќаме со следниот час. И уште една идеја на брзинка. Еве, оваа игра ме инспирираше да ви предложам, еве уште една креативна идеја, како дома да си го исполните вашето време. Можете да си направите вакви табели и да му се јавите на вашето другарче на видеокол и да си ја изиграте оваа интересна асоциација. Така и многу ќе научите, а исто така ќе ви биде многу забавно. Ето така, одиме со голем одмор и се гледаме понатаму со следниот час.